Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Доаѓаат! Жената печела леб и кога погледнала низ прозорецот видела дека тие кои ги прогонувале христијаните доаѓале кон незината куќа. Тие ќе прегледаат се, ќе ги одземат библиите и песнарките и ќе ги запалат. Отворете веднаш! Што да направи? Брзо ја зела библијата, ја завиткала незината најсакана книга во тестото за леб и ја ставила во рерната. Потоа, треперејки, ја отворила вратата и гледала како мажите почнале да пребаруваат во плакарите и фиоките и да ги разгледуваат сите неизини нешта. Каков хаос! Но тие не нашле ништо. Гласно ја искарале и ја треснале вратата при излегувањето. Кога се стивнало, жената го извадила печениот леб од рерната и внатре била незината Библија неоштетена. Во незината земја било забрането да се има Библија. Но таа му била послушна на Бог повеќе отколку на луѓето и тајно го читала Божјото Слово. Тоа одново и давало сила и храброст секој ден. Господовите повелби се праведни, го веселат срцето. Господовата заповед зрачи светлина, ги просветлува очите. Стравопочита кон Господ е чиста, постои довека. Судовите Господови се вистина, сите се праведни. Поскапи се од злато и од скапоцени камења. Посладки се од восочен мед. Слугата твој ги пази, а кој ги пази, голема награда добива. Дали имаш дома Библија? Не дозволувај да собира прав на полицата. Читај ја и радувај се за тоа што ти го спорува Бог. Ако немаш Библија, а сакаш да имаш, те молам кажи ми. Може би Библијата ќе стане твоја најсакана книга. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!